Просветните работници од основното и средното образование и вработените во градинките од септември да добијат зголемување на платите од 15%. Ова е договорот кој вчера го постигна СОНК и Министерството за образование и наука во медијација на Министерството за труд и социјална политика. Министерот за образование Јетон Шакири вчера изјави дека ги допрецизираат и работите кои ќе ги содржат финалните колективни договори, а кои треба да бидат потпишани во следниот период. Понатаму прифатени се и предлози од медијаторот, кои заедно со представниците на СОНК во секоја подготовка на секој буџет за наредна година заедно треба да ги договараат институциите. Што значи во периодот за разгледување на буџетот на 2023 година, министерот со представници и синдикатот ќе имаат прилика да ги разгледаат буџетите, појаснуваат оттаму. Министерот Шакири исто така истакна дека нема да има кратење на дел од платите на просветарите во периодот во кој штрајкуваа и додаде дека Министерството и представници од СОНК нашле на целосно разбирање. Претседателот на СОНК Јаким Неделков изјави дека многу е важно воведувањето на нова практика во партнерски однос помеѓу синдикатот и МОН за создавање во наредниот буџет, односно буџетот за плати за 2023 година. Начелниот договор на СОНК и МОН сега треба да го прифати Советот на СОНК и едногласно да ја потпише спогодбата. Овие препораки вчера се усогласени во рок од најдоцна 10 дена треба да се потпише спогодбата, изјави Неделков вчера. СОНК започна со генерален штрајк на 11 април со барање за зголемување на платите од 18,5%, односно нивно усогласување со минималната плата која од март се зголеми на 18.000 денари.